Значи, ова денесна пресконференција е свикана, значи, уште еднаш за односите помеѓу двете јавни предпријатија Водовод и Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Видите, заврши изборите и повторно во прв план доаѓа политиката, значи продолжува самоволието на луѓето кои што се на раководните места во Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Имено вчера во раните утрински часови, значи околу 7 наутро, беше намален доторот на вода од Липково и Глажни, значи од системот, спрема филтер станицата на јавното предпријатие Водовод, и од некои 210 литри, колку што отприлike добивавме до вчера, од вчера добиваме 160 литри во секунда од системот Липково-Глажни. Значи, уште еднаш и без никакво предупредување или без никакво писмо или без никакво известување од страна на Водостопанство Кумановско-Липковско поле, повторно е доведено во прашање водоснабдувањето на дел од граѓаните на општина Куманово. Јас со оваа прилика би сакал да ве известам дека веднаш јавното предпријатие Водовод реагираше и до Министерството за внатрешни работи, кое морам да кажам дека се прогласи за ненадлежно, иако при последното исклучување на вода кој се беше пред некои 9 месеци, тогаш беше надлежно. Вчера се прогласија за ненадлежни и денеска се обративме до двете надлежни министерства за водостопанството, е едно, значи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и второто е Министерство за животна средина и просторно планирање. Значи, ваквото однесување е непримерно, затоа што најголема штета ќе трпат дел од граѓаните на општина Куманово, не по вина на јавното предпријатие Водовод, напротив, заради самоволието во Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Јас ова пресконференција свикав, значи, најпрво да апелирам до двете надлежни министерства да преземат све она што е во нивни ингеренции, значи за да им се објасни на луѓето во водостопанство дека водоснабдувањето на општина Куманово не може да биде предмет на волја на 20 или 30 луѓе во Водостопанство Кумановско-Липковско поле, а сите други односи кои што ги имаат двете предпријатија меѓусебни се може да бидат предмет на договарање. За жал, овој пат немаше, иако предходните пати има и некои други разговори помеѓу двете предпријатија, овој пат немаше никакви дополнителни разговори. Знаете дека повторно самоволно одборот на водокорисници на почетокот на година уште еднаш ја зголеми цената на вода и сега од нова година таа цена е 5,2 денари за метар кубен, наспроти онаа стара цена што ја зборевме од 2,2. Во меѓувреме знаете дека 2 години цената беше 4,2 и основен проблем е што не може да се потпише договор помеѓу двете предпријатија под услови на уценување, бидејќи ова класична уцена од страна на водостопанство. Ништо овие години не се сменило за да се смени цената на вода за повеќе од 130%. И мислам дека таквото однесување е директно на штета на граѓаните на општина Куманово. Може ли само уште еднаш да повторите под кои услови Водовод би потпишал договор, затоа што тие кажат дека на 3 месеци уопшто не се седнале на маса и не се подпишале ниту еден документ за испорака на сирова вода? Значи во изминатите 3 месеци ние сме седнале најмалку 20 пати. Меѓутоа, нивното барање да се потпише договор помеѓу Водовод и Водостопанство на цена од 5,2 денари, ја мислам дека не постои никој, ниту во јавното предпријатие Водовод, ниту било каде, кој што ќе преземе таква одговорност на себе да потпише договор за зголемување на цена од 130%, затоа што таму некои 10 луѓе во тој одбор на водокорисници така донеле одлука. Значи, тоа е апсолутно неприфатливо и во оваа прилика сакам да апелирам и до раководните луѓе на водостопанство. Да не се играат со судбината
на општина Куманово, да не се играт со судбината на граѓаните на општина Куманово, без разлика на сите недоразбирања што ги има двете јавни предпријатија помеѓу себе. Тие може да се надминат, меѓутоа со разумни решенија. Ја им предложив во неколку наврати, бидејќи, како што знаете, има делумна блокада на сметката на јавното предпријатие Водовод. Значи, ние имаме ограничени средства кои што можеме да ги потрошиме во текот на еден месец и кои се за нормално функционирање на јавното предпријатие Водовод. И мислам дека со тие средства се она што дополнително ќе изврши водостопанство Кумановско-Липковско поле е сосема доволно за сите за нормално функционирање и на двете предпријатија. Само за пример да знаете, значи да кажеме од нова година навамо, значи во првите 3 месеци од 2013 година, Водовод му има исплатено на водостопанство 4 милиони 580.562 денари. Тоа е по основ на застарен долг што е? Не е само по основ на застарен долг, тоа е по основ и на нови количини на вода што ги добива Водовод од водостопанство Кумановско-Липковско поле. Значи и по двата основи они имаат инкасирано од Водовод 4 милиони 580.000 денари. Значи таа сума не е за занемарување, особено што се работи за први 3 месеци во годината кога и потрошувачка намалена и фактурите се помали. Тоа значи дека во вториот и третиот квартал од годината тие суми ќе бидат сигурно поголеми и ние како јавно предпријатие Водовод сме апсолутно спремни тие суми да ги плаќаме во целост. Меѓутоа на овој начин, со блокада на сметка, апсолутно не можеме да дојдеме во нормално функционирање на јавното предпријатие Водовод, а при тоа да се исплаќаат и сите обврски спрема водостопанство Кумановско-Липковско поле, иако на први секој месец има извршување од страна на водостопанство и сите средства кои ги наменуваат износот што е определен за нормално функционирање на јавното предпријатие Водовод се симнува од сметката на Водовод и се префрлува на нивната сметка. Дали таа блокада на сметка е поради наплата со извршители? Да. Заради некоја добиена пресуда во нивна корист и за каква пресуда станува? Па таа пресуда, значи тоа се тие пресуди кои се однесуваат на разлика во цена помеѓу 2,2 денари и 4,2 денари. Значи во конечна судска инстанца не е спорно да кажеме дека водостопанство го доби судскиот спор. Меѓутоа, тоа не го менува фактот дека Водовод Куманово во одреден месец може да наплати одредена сума на пари. Ние не можеме да исклучиме сите луѓе кои нередовно ги плаќаат сметките, само за да може водостопанство да добива двојно повеќе пари од Водовод Куманово. И затоа кажувам дека е потребен компромис помеѓу двете предпријатија. Јас им подобив повеќе решенија како директор на Водовод на раководните луѓе во водостопанство и во наредниот период ние сме спремни тие суми да ги исплаќаме. А по која цена вие предлагате сега? Значи, джентлменскиот договор кој што го постигнавме минатата година и кој што беше почитуван максимално до март месец оваа година, беше да се плаќа она количина на вода што ја добиваме, да се наплаќа по 2,2 денари и дополнително им се плаќа пола милион денари за останатиот долг. И 9-10 месеци тоа јавното предпријатие Водовод редовно го правеше. Се до поднесување на оваа блокада. Колку вкупно должите сега во моментот на... Па не може да се договориме колку должиме затоа што они рачунаат по 4,2 и 5,2, а ние рачунаме по 2,2. Значи, не можете да имате јасна представа за тоа што е долг. Ајде, споредбено кажете ни каде во Македонија, во кој град се плаќа најскапа вода и која е цената на најскапа вода? Најскапа вода, цената мислам дека е во Струмица 3,6. Мисли, че дека беше цената, не ме фаќате за збор. Има градови во Македонија каде што цена на вода е 0,7, 0,8, 1,2, 1,5. 5,2 апсолутно нигде во Македонија нема таква цена.
Значи, ова е класично злоупотребување од страна на раководните лица и ова не смее да се дозволи. Јас се надевам, уште еднаш ќе кажам, само да довршам, не е проблем, дека надлежните министри ќе реагираат и дека во најкусможен рок ќе биде вратен дополнителниот одор, оној одор што го имавме, а дополнително треба да седнеме и да разговараме за дополнителни количини на вода кои што они ги имаат и треба да почнат да ги пуштаат, затоа што еве гледате во изминатите неколку дена веќе доаѓа до зголемување на температурите. Први на удар во овој случај ќе бидат жителите во повисоките зони. Јас сега во оваа прилика да им се извинам однапред на сите тие жители, меѓутоа на вистина ова нема никаква врска со одговорност на јавното предпријатие Водовод. Докато се случи намалување на доторна вода, дали вие се предвидите некои мерки, значи реонски да ги решават овој проблем, односно делот ще Јас се надевам, значи јас се апсолутно надевам дека ќе дојде до решение на проблемот и дека нема да има потреби од никакви рестрикции или Ако дојде, партизираме, ако дојде, ќе преземеме. Па, од тогаш ќе се договориме и ќе преземеме мерки сега. Јас се надевам искрено дека ќе успееме да го решиме проблемот на маса. Сега не беше баш јасно. 2,5 е вашата сега што... 2,2, 2,2. 4,2 е која цена? Таа што беше актуелна 2 години, а од... Мислам дека во еден момент разбрав дека и вие се сложни со таа цена, дека тоа е договор. Не. Че ние се сложивме, последниот пат кога разговаравме, ние се сложивме на цена од 3,2. А судска пресуда е за... За 4,2. И вие исплатите судска пресуда во 4-2? Да, извршување да се однесува на таа судска пресуда. А од нова година, одборот на водокорисници има донесено нова цена, која е 5,2. Јасно.